Зборува со Адмир Шабани, заменик министер за одбрана, и тоа во време на зголемени безбедносни предизвици и потреба од постојана подготвеност. Министерството за одбрана интензивно работи на модернизација на македонската армија и зајакнување со сојузниците во рамки на НАТО. Што значат овие процеси во пракса, реков од разговорот во продолжение. Мартин, поздрав до тебе и повели. Благодарам за најавата. Токму така се јавуваме од Министерството за одбрана во време кога безбедноста се повеќе значи подготвеност за различни предизвици, од теренски вежби до нови современи закани. Министерството за одбрана, како што најавивте и вие, спроведува низа на активности за јакнење на капацитетите на армијата и соработката со сојузниците во рамките на НАТО алијансата. Утрово заедно со нас во Македонија наутро е заменик министерот за одбрана господинот Адмир Шабани. Господине Шабани, добро утро и добре дојдовте во утринската програма Македонија наутро. Добро утро и добро дојдовте и вие во просториите на Министерството за одбрана. Задоволството е наше. Во последниот период гледаме засилени активности, вежби, меѓународни средби. Што е главниот приоритет на Министерството за одбрана во овој момент? Вака, Министерството за одбрана е генерално одбраната е многу комплексен систем и за да можеме да кажеме дека има капацитети, тука мораме да бидеме јасни дека ние како Министерство се грижиме за секој сегмент за да можеме да го тврдиме ова што кажав. Се разбира, за да го постигнеме тоа, мора да бидат поставени и столбови на функционирање кои што фактички беа и поставени од ова раководство и практично се работи за три главни столба на функционирањето на Министерството за одбрана. А тоа е, како што спомнавте и на вашата најави на поставувањето на прашањето, е стабилното буџетирање, градењето на човечките капацитети во Министерството, а и се разбира и модернизацијата на самата армија. Кога веќе сме кај стабилното буџетирање, морам да напомнам дека оваа година Министерството за одбрана има историски највисок буџет, што практично ни овозможува се ова што го збориме и да го реализираме од аспект на модернизација на армијата. Што се однесува до градењето на човечките капацитети, односно на професионализацијата на самата армија и вработените практично во Министерството за одбрана, морам да кажам дека се грижиме за исполнување на условите на секој еден вработен во оваа министерство преку почитување на сите законски одредби на законите кои се однесуваат на одбраната и одредбите од колективниот договор. Во однос на модернизацијата на армијата, ние сме исклучително транспарентни во овој дел, меѓутоа и многу тоа сакав и да прашам, што значи тоа во пракса за граѓаните таа модернизација? Во пракса за граѓаните таа модернизација значи зголемена сигурност и безбедност на територијата на нашата држава, меѓутоа значи и активно учество како дел од сојузничките земји на НАТО алијансата согласно нашите капацитети се разбира. Кога сме кај модернизацијата, веќе јавноста е запознаена затоа што тој е процес кој е многу транспарентно ние го одвиваме и практично секоја набавка која се однесува на армијата е објавена, ја промовираме и така натаму. Така беше случајот и со набавката на лесните оклопни возила GLTV, кои веќе се дел од нашата армија, всушност и 17 страјкери кои што ги промовиравме од неодамна. Морам да кажам дека артилериските системи Боран се веќе дел од армијата, а и секојдневно се случуваат и нови набавки кои се однесуваат на модернизација на армијата.
се разбира, ние правиме многу добра и многу успешна работа, истата ја промовираме на јавноста. Овие се неколку главни набавки кои што ги правиме во овој сегмент. Се разбира, тука имаме и доста други помали набавки, меѓутоа ова е тоа што можеме да кажеме дека секојдневно нашата армија развива капацитети кои што придонесуваат кон безбедност на нашава држава и на граѓаните кои што живеат во неја. Армијата беше оценета како борбена, подготвена по вежбите на Криволак. Што стои за ваква оценка? Стои голема посветеност на луѓето кои што беа дел од лесната пешадиска група која што беше оцената од страна на Алијансата како борбено способна за извршување на своите мисии. Позади ова стојат, уште еднаш нагласувам, посветени луѓе, професионални луѓе, опремени согласно НАТО стандарди и дека не залудно беа оценети така, се покажа и вежбата која беше направена во денот на високите гости, каде што сите присутни имаа прилика да видат како таа вежба се одвива и зашто токму така е оценета. Соработката со сојузниците често е споменувана. Како таа практично се одвива во рамките на НАТО алијанса? Морам да кажам дека ние сме равноправна членка на НАТО и сите одлуки кои се носат во НАТО алијансата се носат со каде што и ние имаме свој удел, не ни се наметува ништо, туку практично тоа е заедничко одлучување како една јака земја, така и ние имаме свој придонес. Таа соработка се одвива преку континуирани комуникации, континуирани консултации кои што ние ги вршиме преку единицата која што се грижи за меѓународна соработка во Министерството, каде што имаме директни контакти со НАТО алијансата, меѓутоа и со сите членки сојузнички во оваа алијанса со кои што ги градиме нашите капацитети, склучуваме договори каде што се предвидуваат сите активности и области на соработка на годишно ниво, а што е најбитно, ние како држава имаме своја мисија во НАТО алијансата која што служи како линк меѓу случувањата таму и нашата држава. Господине Шабани, наодамна се отвори конкурс за нови војници. Дали интересот кај младите да се приклучат кон армијата расте и што бара денес современата армија од еден кандидат? Тоа што ние објавивме оглас за 300 нови војници ни покажа еден многу интересен елемент дека младите луѓе кои што сакаат да бидат дел од армијата практично покажуваат колку ја сакаат оваа држава без разлика на националности и така натаму. Интересно е што имаме скоро 1700 кандидати, што практично значи дека за едно место имаме повеќе од 5 конкуренти. Тоа ни овозможува преку квантитет да дојдеме да го бираме најквалитетот што го располагаме во однос на кандидатите, а дека е армијата интересна, да бидеш дел од армијата е интересна работа, интересен момент е тоа што навистина нудиме многу
сегменти за професионализација, за соработка, за запознавање на други луѓе, за патување низ светот, за одржување на психофизичките способности на луѓето. Меѓутоа, тоа што е најбитно и уште еднаш ќе го нагласам, големиот број покажува колку луѓето сакаат да дадат свој придонес кон безбедноста и зачувувањето на суверенитетот и интегритетот на оваа држава. Кога сме на тема безбедност, во јавноста често се споменува и сајбер безбедноста, но и новите закани, колку одбраната денес е и дигитална. Се обидуваме максимално да ги следиме сите чекори во смисла на креирање на одбранбени системи кои ќе ги бранат нашите граѓани и во делот на сајбер ризикот, и затоа и креираме и сајбер политики. Во суштина, Министерството за одбрана комуницира со сите и во тесна соработка со сите други институции кои што во чија што област спаѓа и безбедноста во однос на сајбер одбраната. Во текст сме со сите случувања и нагласувам дека ги даваме максималните напори за да бидеме заштитени, односно нашите граѓани да бидат заштитени, а токму еден од овие сегменти кои што будат заинтересираност за луѓето да бидат дел од одбраната и овој аспект. Така, и за крај на нашиот разговор, кога станува збор за кризни ситуации, како што се пожари, поплави и така натаму, каква е улогата на армијата и колку системот е подготвен да реагира на истите? Прво да кажам дека иако Министерството за одбрана не е носечка институција во однос на овие ситуации, ние често е вклучено. Секогаш е вклучено и мене барем како заменик министер ми е особено мило што тоа е така. Во изминативе години тоа се покажало. Нажалост, ние сме имале ситуации каде што секој еден граѓанин можел и бил, можеби било потребно да помогне за да се излезе од такви несакани ситуации, природни непогодности, поплави, пожари и така натаму. Меѓутоа, еве, и вие знаете, и граѓаните знаат, и дополнително ќе кажам дека секогаш сме биле вклучени и секогаш ќе бидеме вклучени кога за тоа ќе има потреба, дека тоа е така. Секоја година кога биле вклучени припадници на армијата во овој дел, тие и биле јавно наградени и пофалени од страна на Министерството и од страна на Генералштабот. Јас се надевам дека нема да има потреба од такви интервенции од армијата, меѓутоа доколку се створи таква потреба, секогаш вработените во армијата, војниците и сите останати кои што даваме придонес овдека, ќе бидеме и tekako спремни да излеземе пресек. Господине Шабани, ви благодарам за одвоеното време и што утрово бевте дел од утринската програма на јавниот сервис. Ми беше особено мило, благодарам и на вас. За тоа како се одвива процесот на модернизација на армијата, каква е подготвеноста на истата, но и какви можности се отвараат за младите, утрово разговаравме со заменик министерот за одбрана Адмир Шабани. Мартин, ви благодариме на разговорот.